на криза. Продолжуваме на тема музика и ви најавуваме дека на 22 јули на летната сцена Сиеста во Струга целовечерен концерт ќе одржат Игор Џамбазов и Гуру Харе, кој што минатата недела го промовира албумот насловен Првите 30, носач на звук што представува компилација на тоа што Харе и Џамбазов го сработија изминативе 30 години. Публиката во Струга ќе има можност да слушне и нови песни како и добро познати стари хитови. Но на што е загарантирано е дека ќе имаме една квалитетна музичка вечер во градот на мостовите. Деталите за албумот и за самиот концерт ги дознаваме од Гуру Харе. Харе, во име на сите стружани, најпрво ти се заблагодарувам што концертната промоција ја започнувате токму од нашата Струга. Добар ден, поздрав и многу љубов до сите стружани, до Струга, град кој лично многу го сакам. И заради самиот град, а уште повеќе заради луѓето и моите пријатели кои ги имам тамо. И повторно ќе повторам дека не случајно турнејата ја почнуваме токму од Струга со Игор. Има повеќе причини за тоа, меѓутоа и двајцата сме влюбеници во Струга и минатогодишниот концерт беше преубав на летната сцена, тој е преубав простор и, како да кажам, одва и чекаме да се видиме во сабота. Така и ние одвај чекаме со оглед на тоа истото што сега го кажа ти, го разговараме и ние овде кои што бевме минатата година на концертот и очекуваме да биде барем толку убаво и уште подобро се разбира. Кажи ми што се ќе имаат можност да слушнат сите оние кои што ќе бидат на летна сцена Сиеста следната сабота. Па вака сега, не нашите концерти се добро познати, нели? Ќе имаат прилика да чујат стари добри хитови, ќе чујат нешто ново од албумот, ќе имаат прилика да го купат CD-то, значи морам да кажам дека минатата недела имавме промоција на албум заедно со Игор Џамбазов. Албумот се вика Првите 30 и на него се ставени 17 песни кои ги имаме работено во период од 30 години заедничка соработка. И овој пат ќе има публиката прилика да си можност да си купи CD, да чуе стари добри хитови, да чуе нови песни, едноставно се она што ќе произлезе на лице место од контактот со публиката. Не сакаме се да откриваме, нити да планираме, оставаме и самата атмосфера малку да не поттикне, нели? Така, за албумот, всушност албумот ни е всушност и следната тема. Имате супер креативен наслов, па морам да прашам која е формулата за градење на ваква успешна музичка соработка која што трае цели 30 години. Дали вие всушност музички се сложувате за се? Вака гледано, вие сте музички сродни души. Па, излезе дека е така, иако мора да кажам дека на самиот почеток воопшто не беше планирано нити пак договарано како и што. Остававме спонтано работите да се одвиваат, песните почнуваат да се излегуваат една по една. На почеток јас се пишував музиката, под Игор текстот, во меѓувреме почнав да пишувам и сам текстови, но тоа уживање и таа атмосфера што ја имаме додека работиме песна, се уште трае и мислам дека токму тоа е рецептот за долговечноста. Се додека не исполнува и не радува процесот на стварање, се дотогаш и ќе траеме. И мислам дека тоа и ни се слуша во песните. Никогаш не правиме наменски песни со цел да бидат хит или да бидат вака или да бидат така. Едноставно, ако еден од нас доволно е да е инспириран, другиот се надоврзува и на крај настанува песна. Така, минатата година кога ми беше гостин Игор Џамбазов, сакав да го прашам нешто, ама некако ме однесе во сосема друга насока во разговорот и не успеав, затоа ќе те прашам тебе, во кој момент Џамбазов те препозна како свој гуру? Тоа беше уште на самиот почеток, бидејќи Игор имаше некоја мала кариера, нели, со забавни мелодии, сепак е дете на композитор, дете растено во тој дух на скопски фестивали. Така. И природно беше таа музика да му е поблиска. Меѓутоа, првите контакти и дружби, кога ме покани да му свирам гитара, кога малце му го доближи блузот, мислам, инстант се влюби и се пронајде себе си во таа музика и од тогаш јас станав Гуру Харе, ми се довери, како да речам, да го водам по тој пат и сега веќе си чекориме заедно.
Така на тој начин стана гуру не само за Џамбазов, туку и за публиката, инаку јас се надевам дека слушателите нема да ни замерат што не се персираме со оглед на тоа дека имаме супер соработка веќе долги години. Верувам дека сите песни ви се подеднакво драги, но има ли некоја која што ве отсликува двајцата подеднакво и е песна која што го одбележува и вашето пријателство и вашата музичка соработка изминативе 30 години? Хајде, ако морам да изберам една песна, токму со таа песна почнува и овој албум, првите 30, а тоа е пак песната што е прва која ја создадовме заедно. Кога почнавме интензивно да се дружиме, јас имав една мелодија, почнав да му свирам, Игор спонтано напиша текст и тоа е првата официјална песна која имаме напишано Игор Џамбазов и Гуру Харе заедно. Се вика Да си жив и здрав. Так, добро. Ден денес ја свириме на концерти, ден денеска публиката со задоволство ја слуша и ја пее со нас, и ако мора еве една да изберам, нека биде Да си жив и здрав. Песна која не отсликува, која зборува за нас и која успешно 30 години комуницира со публиката. Морам да кажам дека таа песна, песната Право дома, песната Диши длабоко, Ако умрам или загинам, за албумот ги пресвиревме наново, значи во еден поинаков аранжман, се собра составот, ги снимивме, ги смиксавме и им дадовме еден дополнителен, како да кажем, квалитет, вака созреани, веќе поминати низ концерти, така што публиката ќе ги чуе во најдобро издание. Многу ти благодарам што одвои песна и што не си тактичар како сите други со кои што сум разговарала, инаку многу ми е драго што ми ја отвораш секоја следна тема како да сме се договарале, затоа што токму сега сакав да позборуваме малку за албумот, посебно ајде за новите песни. Во еден неформален разговор претходно пред неколку дена ми откри дека за пејке се снима и видеозапис. Да, веќе во моментот, еве, ако сакате ексклузивно да ви кажам, се наоѓаме заедно со режисерот во огромните простории на Македонскиот народен театар, каде што бираме костими за спотот. Во моментов тоа го правиме. Се подготвуваме и јас се надевам дека или крајот на јули, или самиот почеток на август ќе почне и снимањето. Публиката ќе ја припремам, само да не очекува ништо досега видено, ќе биде нешто навистина, нешто што не се очекува од нас. И по тоа што те слушнав, што зборуваш за костимите, сега ми е јасно дека ќе биде нешто различно. Да, ќе биде нешто различно. Работиме со еден многу добар фотограф, Стефан Рајхал, човек кој долги години не слика на концерти. И мислам дека ќе направиме нешто многу оригинално и свежо. Тоа е околу Пеј. Пеј ја избравме токму со Игор како песна со една силна порака, силен текст, и токму за нејзе сакаме да направиме спот. Во меѓувреме, Ако умрам или загинам, ја постирав, вие ја објавивте струга онлайн. Да. Ви благодарам и јас што секогаш не следите. Многу ни е големо задоволство, навистина. Кратка илустрација со обвивката од CD-то, чисто да има визуелно нешто. Инаку вака ќе ви кажам, кога седнавме да правиме скица за албумот, ставивме на маса 50 на песни. И беше многу тешко од тие 50 да се издвојат 17. Меѓутоа се водевме да избереме песни кои досега не се нашле ни на негов, ни на мој албум, ни на заеднички, туку едноставно постоеле како сингл. Значи јас ја имам ставено и Реприза, Better Man, тоа се мои соло песни. Значи се во периодот што сме работеле, а не е ставено на носач на звук. Например, Диши длабоко, тоа е песна на Игор која е веќе голем хит со години. Замислете, досега немала никогаш студиска снимка. Така. И ете, овој пат ќе ја чујат луѓето во полн сјај. Работевме со изворедниот Мите Димовски како продуцент и наш долгогодишен соработник. Некако целиот процес од февруари, март, април беше онака лесно, одеше се, многу убава атмосфера имаше. 4 или 5 песни снимивме со бендот наш. На една песна Срце од силикон ни гостуваат Арко Стрингс. Тоа е квартет на Ерхан Шукри. На Ако умрам или загинам и на Дебела сенка ни гостува еден одличен хармоникаш Мишел Трајковски. На Диши длабоко ни гостува Сале Ѓорѓевски, еден одличен блуз со усна армоника, армоникаш
Исто така, и тоа се отприлика гостите што беа на албумот што ги поканивме, а за другото па сега ќе оставам публиката и луѓето што ќе го купат CD-то самите да пресудат. Иначе морам да кажам дека е изработено врвно, штампано е во Sony Австрија, се погриживме звукот да биде hi-fi, навистина да сите критериуми највисоки да ги задржиме. И мислам дека успеавме во тоа. Така, освен перфектниот звук на албумот, сега морам да се вратам на концертот кој што го имавте минатата година. Значи, сите ние кои што се бавиме со медиуми, со оваа работа, разговаравме во публика колку перфектен звук имавте и во Струга, со оглед на тоа дека со многу музичари во Македонија, каде и да настапуваат, тоа не било случај, затоа што работам во медиуми долго време, можам да си дозволам барем да знам што е добар, што е звук за кој што не се потрудиле. Навистина минатата година беше перфектно. Ајде да се вратиме на концертот од оваа година. Уште еднаш, освен стружени и туристите, ќе ги повикаме и охриѓани со оглед на тоа дека најблиску им е Струга да имаат можност да го проследат овој концерт. Драгите охриѓани, навистина ги повикувам во што поголем број, бидејќи има многу луѓе од Охрид кои не сакаат, кои не почитуваат, кои сакаат нашата музика, и ете ги поканувам и јас и во моје име и во името на Игор, во што поголем број да дојдат заедно да уживаме на сцената на Домот на културата. Така, Харе, со оглед на тоа дека ти се заблагодарив што не си тактичар и си секогаш искрен, време е да бидам и јас, ти си мојот најомилен соговорник, затоа што никој никогаш не ме следи така како што ме следиш ти во разговорот и секогаш ми ја даваш тежината која што ми е потребна за ова да биде квалитетно. Инаку Игор Џамбазов утрово напиша дека првите 30 години се тешки, а потоа е песна. Ви посакувам навистина уште 30 да ви бидат песна. Ти благодарам, Ирена, задоволството секогаш кога зборувам со тебе е взаемно и се надевам дека уште долго ќе имаме прилика вака да промовираме и да зборуваме за убави работи, бидејќи токму тие недостасуваат во денешницата. Дефинитивно, јас јавно те замолувам да не заборавите да ми ја отсвирите Стојаково блуз. Стојаково блуз. Не да мислиш дека јас ако сум ветел заборавам. Не мислам јас така. Не мислам така, а инаку морам сега јас да си кажам која е моја омилена песна, еден текст и музика од која што сум воодушевена за секогаш, тоа дефинитивно е твојата реприза, ама ова со Стојаково блуз е друга приказна што ќе ти ја раскажам на кафе. Важи. Одвај чекам, значи, во сабота да се видиме. Се надевам дека и пред концерт ќе имаме време кај Боре во Барабар да се напиеме едно кафе опуштено и да си поразговараме. Да, ќе ми биде многу драго, ти благодарам за овој разговор. Продолжете си со идеите за спотот. Ние ќе продолжиме понатаму со Заветна и се гледаме во Струга. Супер, поздрав, Стружани, се гледаме.